Почитувани, добар ден. Гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорот на Агенцијата за конфискација на имот, господинот Дритон Небил. Директоре, каков беше одзивот на огласот за продажба на конфискуваните станови на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков? Значи, од страна на Агенцијата за управување со одземени имоти е формирана комисија за да го предводи сето тоа аукција, значи за јавното наддавање. Мислам дека имало понудувачи, имало заинтересирани луѓе, го купил тој што давал повеќе. Зашто тука е многу интересно, ниту еден момент не може да се намали цената од тоа што го одредил Бирото за судско вештачење, туку цело време она може само да се зголеми. Значи сумата, и тука е доброто што кој дава повеќе, тој може да купува, и јас сум многу благодарен што е електронски аукцијата, никој не може ништо да злоупотреби во ниту еден момент во наддавањата. Колку и зошто останаа непродадени делови од имотот на Мјалков? Мене ми е чудно зошто остана непродадени дел од имотот на господин Сашо Мјалков. Од кога јас сум дошол тука, сериозно се земавме сериозни чекори за да цело време ги разгледуваме сите предмети и сите можности кај што ние ќе можеме да ги ставиме на јавна аукција, јавно наддавање сите тие недвижни имоти од кои имаме веќе правосилна пресуда од страна на судот. Ни една третина нема продадена од господинот Сашо Мјалков, заради тоа што тука располагаме уште со 20 и нешто недвижни имоти кои што планираме во многу краток период да ги објавуваме. Исто се разбира дека треба да земеме согласност од влада. Во однос на акциите во банките, интересот каков беше? Имаше пријавено луѓе? Интересот за акциите, зашто тоа иде преку берзанска аукција, значи акциите се малку друг вид се водат друг вид на продажба, не е како движниот имот. Значи, јас бев изненаден зашто немаше никаков интерес за да ги купат тие акции. Значи, од страна на граѓаните немаше ниту еден понудувач што сака да ги купува акциите. Тоа малце е нешто што мене сериозно останав без коментар, зашто нема заинтересирани купувачи, али ние нема да заостануваме тука, значи во рок од 6 месеци практички ќе ги објавуваме. Рековте дека 1/3 од недвижниот имот на Мјалков е продадена. Во впечатокот на јавноста е дека некако оди бавна целата процедура, агенција, влада, посредување за да тие бидат изложени и продадени. Значи може да идел порано бавно, али од кога ние сме го земале функцијата во Агенција за управување со одземени имоти, имам сериозно добра екипа и сериозно работиме во предметите цело време и нема да иде бавно. Верувам дека до нова година ќе има уште многу стаени на јавна аукција. Дали ќе се продават, тоа граѓаните нека си одлучат. Директоре, кога конфискуваните станови на поранешниот премиер Никола Груевски на Бихачка и 3 апартмани во Панорама Резиденс ќе бидат ставени на продажба? Значи, ние како Агенција за управување со одземени имоти, лично јас како директор веќе ги стаев во дневен ред по управниот одбор. Исто така управниот одбор едногласно се согласиле да ги ставиме на јавна аукција сите тие недвижни имоти што јас ги предложив. Сега само е проследена до влада на Република Северна Македонија и мислам дека од таму очекуваме согласност во најможен краток период, за да ние после тоа имаме право да ги прикачиме во електронскиот систем за јавна аукција. Во однос на вредноста на недвижниот имот на господинот Груевски, што покажува проценката на имотот? Дали останува се уште она бројка за која што зборуваше обвинителката Лиле Стафанова во предметот плацени наводно во вредност од 3 милиони евра? Според тоа што јас поседувам документација од Бирото за проценките од Бирото за судски вештачења, до сега значи целиот имот не е се уште комплетиран со проценка. Имаме уште некои недвижни имоти ко Нерово и ко Центар што се уште не е кај нас пристигната проценката од Бирото за судско вештачење, али заради сето друго што е веќе направена проценката за сите станови и за тие во Бихачка и за тие во Панорама Резиденц е направено околу 2 милиони евра, 1.950.000 евра е веќе направена проценка од Биро за судско вештачење, дека ако тие веќе ги ставиме на продажба, ако нормално ќе се одвива целата продажба, целата аукција завршува успешно, значи тоа сума може да се врати за многу брзо време во буџетот на државата. А што ќе се случува со конфискуваните плацеви наводно?
Дали и тие ќе бидат ставени на продажба или државата можеби ќе има интерес да ги задржи во своја сопственост како шума, а не како градежна парцела како што до сега беа стекнати? Моментално, значи, ние како Агенција за управување со одземени имот секоја правосудна пресуда, што е од прекршочна или кривична постапка, ние мора да го спроведуваме, не задолжува законот да го даеме во управниот одбор. Управниот одбор одлучува дали таа парцела да се продава, после тоа ние бараме согласност од владата. А значи вас ве обврзува законот откако ќе заврши проценката на нивната вредност, вие да го ставите на аукција на продажба? Не, мене ме обврзува законот од кога ќе завршува проценката, ние да го даваме во управниот одбор предлог за продажба. Управниот одбор, ако се согласува, ако поминува дека гледа дека нема никакви неправедности, после тоа проследено до владата на Република Северна Македонија и сега владата треба да ни дае согласност. Додека владата не ни дава согласност, ние не можеме ништо да објавуваме во јавна аукција. Што значи во ваква ситуација владата е таа што ќе каже дали ќе бидат градежни парцели или шума? Мислам дека да. Конфискацијата на имотот на бизнисменот Сеат Кочан за фирмата Трансмет ги покажа слабостите во системот, односно ги покажа дека пред со судски игри осудените имаат можност да се го спасат својот имот. Дали агенцијата ги надмина овие слабости? Секоја правосудна пресуда и секоја конфискација зависи од пресудите. Значи, успешноста на конфискација зависиме од донесените пресуди. Во овој момент, значи, кога се конфискувал имотот на господинот Сеат Кочан за случајот Трансмет, мислам дека од пред наша конфискација тие недвижни имоти биле веќе вложени во ипотека. Ние имаме и друг дел на имотот и предметот Трансмет, кој што е движниот имот, кој што веќе никогаш не бил ни во имотот на Агенцијата за управување со одземен имот. И тука ние како Агенција за управување со одземен имот, од која јас се именував директор, пратив допис до сите државни институции. Пратив допис до Министерот Оливер Спасовски, Министерот за внатрешни работи, пратив допис до Министерот за правда, пратив допис до организиран криминал, пратив допис до сите до влада на Република Северна Македонија, дека се вклучат сите државни органи, заради тоа што ние не сме тие компетентни органи, ниту имаме кадар, ниту имаме капацитет да ние детектираме во која локација се наоѓаат сите тие моторни или движни возила кои што веќе по пресудата му се конфискувани на господинот Сеат Кочан или во предметот Трансмет, а реално ние не поседуваме со тие моторни возила. Што значи дека во целиот овој процес од 5-6 години, 7, ниту еден багер, ниту еден камион не се наоѓа во магазините на агенцијата. Да, моментално ниту корпа од багер не се наоѓа во имотот на Агенција за управување со одземен имот, а не повеќе од тоа. Дали тоа значи во пракса дека овие возила што се во сопственост на Трансмет се уште се на терен и можат да работат и понатака? Ние сето тоа не го знаеме, али имаме сумневање нормално зашто кај се тие не ги пуштил земјата надоле. За истиот движен имот исто така има ипотека, али без разлика на тоа што има ипотека, значи целиот движен имот, сите тие моторни возила треба да бидат во имотот на Агенција за управување со одземен имот, се додека немаме чиста правосилна пресуда со која што не обврзува наш како да ги префрлиме во наше име како Агенција за управување со одземен имот или ќе следуваат на тие банки кај што веќе е заложени како ипотека да ги превземат они. Али се додека ние немаме таква пресуда, тие моторни возила треба да бидат во имотот на Агенција за управување со одземен имот. Дали од целава ситуација може да се заклучи дека од очекуваните 17 милиона евра колку што требаше државата да наплати од предметот Трансмет, ниту едно евро не е вратено во македонскиот буџет? Не, моментално ниту едно евро не е вратено во македонскиот буџет и без разлика на тоа што мислам дека сумата е 1,60 милиони денари или 17 милиони 230 и нешто илјади евра. Значи од сето тоа ништо не е продадено и ништо не е вратено ниту еден денар во буџетот на Република Северна Македонија.
Случајот рекет и конфискацијата што ја спроведе тогаш обвинителството за овој предмет го привлече вниманието на јавноста. Што се случи со конфискуваната облека на сега веќе осудениот Бојан Јовановски, познат во јавноста како Боки 13 и троседот на поранешната специјална обвинителка Катица Јанева? За Боки 13 и за некои специфични предмети, уште првата недела, втората недела, пуштив сите тие предмети да се работат, а зошто не се работеле со години назад, тоа треба некој друг да го прашувате. Така да веќе облеката на Боки 13, Бојан Јовановски, веќе во нашите магазини, нашите складеви. Мислам дека вчера ни е пристигната процена од страна на проценителе дека колку кошта сето таа, зашто нема само облека, она има разен вид на текстил, на новчари, на ташни, на чевли од разни видови брендови во светот, тоа што значи дека се скапи брендови и мислам дека сумата беше до 650.000 евра, тука приближно, не ме фаќате за збор, помалку или неколку евра или повише. Сега ќе ги ставаме на дневен ред во управниот одбор и управниот одбор исто така ќе биде проследено, ќе го проследи до владата и чекаме согласност од влада. Мислам дека за многу краток период, неколку дена ќе се упрашање, додека ќе ги ставиме разната стока на Бојан Јовановски или така наречениот Боки 13 на продажба. А троседот на Катица Јанева? Лично јас сум го посетил и троседот на Катица Јанева, тоа стои во магазин, ќе можете и ќе имате и прилика и вие да го снимате, стои кај нас и тоа нема процена за неа. Други работи од Катица Јанева мислам дека се во интерес на граѓаните да ги знаат дека има и недвижности, али сите тие недвижности се во идеален дел, тоа што значи дека идеалниот дел ние немаме законска можност да го со овој закон, сегашниот закон не ни одредува како ние може да го продаваме тој идеален простор или идеален дел на недвижностите на Катица Јанева, али со новиот закон мислам дека ова прашање веќе ќе биде регулирано и ќе можеме и тој идеален дел да го ставиме на јавно надавање. Што од недвижен имот е во собственост на државата, а беше претходно на сега веќе осудената Катица Јанева? Не, има собственост на државата, значи имаме неколку идеални простори и постанови, недвижен имот, земјиште мислам дека. Тоа веќе недвижен имот е во собственост на државата, али се уште чекаме проценка да направиме и да знаеме сумата колку изнесува на просториите на обвинителката Катица Јанева. Ама во пракса тоа значи дека не може да се продаде додека... Не, се додека не се промени законот за идеални простории, ние не може да ги продаваме. Групата невладини организации под име Blueprint се повлекува од работните групи во Министерството за правда, каде што се работи на измени на закони кои што се однесуваат на оваа материја. До каде е целата постапка? Дали ќе биде наскоро донесен тој закон со кој што треба да ви се улесни вас работата? Да, во консултација со Министерот за правда, мислиме дека со европско знаме кој поминува во законодавниот дом во собрание и очекуваме во најкраток можен рок законот да се промени и да ни ги овозможи по ефикасно работење во Агенцијата за управување со одземен имот. Во однос на промените на законот, во кои делови очекувате да ви олесни вашата работа? Значи имаме многу делови кои што ние може да очекуваме и очекуваме да ни олеснива работиве заради тоа што се преполнети нашите складови со моторни возила кои што се постари од 10 години и што ние не можеме да одземаме никаква одлука од наша страна да ги ставиме на јавно наддавање заради тоа што очекуваме пресуди од страна на судот, судски одлуки кои што со години назад ги немаме добиено. Верувајте дека јас сум начекал тука во агенцијата дека има моторно возило и од 60-тите години кој што стои во нашите плацеви и кај што пораснал дрвце измеѓу тоа моторно возило и го дели на две страни и се до сега до овој ден, значи ние немаме правосудна пресуда со тоа моторно возило што ние може да правиме и заради тоа новиот закон ќе ни овозможи сите возила постари од 10 година ние да можеме да ги даеме на јавно давање или како аварисани возила за старо железо. Ви благодарам. Благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа.